Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМНЕ денеска повторно ја продолжија вербалната битка за сојузот на синдикати на Македонија, минималната плата и денешниот протест на синдикатите за поголеми плати. За социјалдемократите протестот е заради достоинство, преживување и корка леп. ВМРО-ДПМНЕ од друга страна сметаат дека денешниот протест е измама, а не борба за работнички права. Денеска вие со право сте на улиците. Се борите за достоинствени плати, за достоинствен живот, за корка леп. Зад секоја плата стои нечии труд, нечии раце и нечии соништа. Затоа е важно кога работниците ќе застанат заедно и мирно, достоинствено да го побараат она што им припаѓа. Христијан Мицковски ви изневери, ве излажа и ве понижи. Ве нарекува хистерични, затоа што барате минимална плата од 600 евра. Додека тој носи часовници од 150 минимални плати, уште вели дека можеле работниците и без одмор. Следно ќе каже може и без да јадат. Сите вие знаете дека СДСМ е на ваша страна и ве поддржува. Безидејноста и пропаста на СДС одат дотаму што застануваат за секој кој ќе најави протести. За денешните протести, јавноста јасно виде дека наместо ССМ стои СДС, односно нивни луѓе ги организираат работниците низ Македонија за да дојдат денес во Скопје. Колку за илустрација, во Тетово, како и од тој регион, работниците ги организираше истакнатиот член на СДС Мирослав Павловски. Работниците од Струмица и околината ги организираше Бранко Ѓоргиев. Тој е поранешен раководител во струмичкото јавно предпријатие Комуналец во време на СДС. Оливер Трајковски, кој води штаб на СДС во Куманово и е вработен во тамошното јавно предпријатие Чистота и зеленило, ги организира работниците од Куманово и Кумановско. И сите овие, како и други од СДС кои се во организацијата на денешниот протест, наместо да ја зајакнуваат партијата која се движи кон пропаст, да не кажеме исчезнување, тие решиле да си организираат протести на ССМ.